Филмот уште една едноставна услуга е достапен за гледање на стриминг платформата на Amazon Prime Video. Во ова продолжение глумат и Блейк Лайвли и Ана Кендрик, а првите критики од критичарите се прилично лоши. Во продолжението на црната комедија, Стефани и Емили патуваат на познатиот италијански остров Капри, каде што Емили подготвува раскошна свадба со богат италијански предприемач откако ќе биде ослободен од затвор. Во кинеска фабрика, хуманоиден робот одеднаш ги нападна работниците, предизвикувајќи паника. Овој инцидент покренува прашања за безбедноста и контролата на напредната роботика. Ужасот од иднината дојде порано отколку што очекувавме. Фабрика во Кина стана сцена што потсетува на холивудски филмови кога хуманоиден робот, за време на рутински тест, одеднаш експлодира во напад на бес и се упатува кон работниците, се пред објективите на безбедносните камери. Интернетот експлодираше, професијата е загрижена, а светот се прашува, дали ова се првите знаци на технолошки колапс. Конклавата за избор на нов папа започна вчера, а белиот чат ќе значи дека папските избори се завршени. Во пресрет на овој значаен настан за црквата беше објавена снимка од Систинската капела, која беше реновирана по повод на овие избори. Во Систинската капела, каде што ќе се гласа за новиот папа, поставени се големи маси, а на секоја од нив има молитвеник, список на кардинали и нивните биографии. Има конеци топчиња кои ќе означат колку гласови добил секој кардинал. По повод 9 мај, Денот на Европа, македонската виолинистка Пламенка Трајковска подсетува на синглот Ода на радоста, инспириран од универзалните европски вредности на мир, заедништво и културна поврзаност. Во духот на Бетовеновата музика и европското мото, обединети во различноста, оваа изведба не е само звучна интерпретација, туку порака на надеж и заедништво во време кога светот повеќе од кога било има потреба од сплотеност. Нека музиката не потсети дека Европа не е само географија, тоа се вредности што ги споделуваме и негуваме секојдневно, вели Трајковска, која со години го поврзува класичниот израз со современ културен ангажман.